Нашиот професор, доктор Почвар Душев, заменик председател во владата на Република Македонија за економски прашања, зашто наш бидејќи тој почнува успешно, ноќеска видовме на Facebook дека професионални вештини, техничките знаења кои ги добиваат на останатите, почнат свој бизнис. Околу во насока на замислување да ги пренесат своите искуства и на кампусот од типот на студентските работи. Има голем практичен език да популнат формулари приемчивост. Ви кажам дека ми е многу драго денеска што сум тука. И јас тука се осеќам како дома. Мојата прва канцеларија кога почнав на ваши години беше еден спрат погоре и од тука почна целата моја кариера, како да кажам. Се чувствувам како дома и ве викам колеги, пошто јас моментално сум умирување, ама се уште редовен професор на Машински факултет на Институтот за механика. Лабораторијата за механика е на втори спрат во оваа зграда. После тоа, кога станав доцент, ме префрлија у другата зграда, па сега мојата канцеларија е таму, у моментот празна, ама се надевам дека брзо ќе се вратам тука. Значи, јас денеска имам двојна улога. Значи, првата улога е да ви кажам што прави владата, за да им помогне на младите луѓе да направат своји компании, да направат стартап фирми и да се охрабрат тоа да го прават. А втората моја улога е да ви кажам и една моја, како да кажеме, моje лично животно искуство со оглед на тоа дека покрај тоа што сум професор на Машинскиот факултет, во еден период од мојот живот решив да се занимавам и со стопанство на млади години, па да ви кажам како тоа изгледа. Јас ќе почнам од второто, а тоа што владата прави, а јас откако станав заменик председател на владата за економија, се обидов колку што може повеќе економски мерки да вклучам во владата и верувајте дека денеска Македонија има можда најмногу економски мерки од целиот регион како да им помогне на младите луѓе. Ама тоа вас треба да ви биде објаснето и мерките сами по себе не прават ништо. Правите вие, а мерките ви помагаат. Значи мерките не се тие кои што од вас ќе направат бизнисмени. Мерките се само можност да ви помогнат вие тоа полесно да го направите. А вие тоа за да го направите, треба прво да го сакате. И сега ќе тргнеме од таму. Значи како, што значи стартап? Денеска сме петок, значи ова е недела на стартапи во регионов. Вчера имаше во Софија конференција за стартапи. Ајде прво да тргнеме од тоа што е стартап. Значи да тргнеме што значи стартап. Стартап е вие да сакате да основате фирма ваша. Да не чекате да бидете запослени. Да не чекате дека сега вие треба да се пријавите на некој конкурс, него да почнете да формирате свој бизнис. Мојот совет до сите вас дека тоа треба да го направите час поскоро. Кога викаме час поскоро, тоа не значи одма од клупа да излезете и да направите фирма, што не е ни лошо. Меѓутоа можеби е добро година-две да работите некаде. Значи можеби е добро да влезете, да се запослите во некој систем и да видите како тоа функционира. Вие сте се уште млади, кога ќе завршите, ако тоа го направите на време, ќе имате 22-23 години и вие сте се уште млади. Значи, научете нешто во некој друг систем. Обидете се прво некаде да соберете искуство година-две. Ама кога тоа ќе почнете да го правите, имајте уште во старт идеја дека вие сакате уствари да направите собствен бизнис. Тоа не е секогаш животна определба. Некој можеби сака да има помирен живот и сака да работи некаде подолго време и така како што ќе работи, да, тој живот ќе биде помирен. Вие прво сами пред себе треба да расчистите каков живот сакате. Дали сакате живот кој што е динамичен? Дали сакате живот кој што нема работно време? Дали сакате живот кој што превзима ризици? И дали сакате живот во кој што сте спремни сето тоа да го направите, да имате идеја и да, на крај, да не се лажеме, сите тие работи се работат за да направите профит и да обезбедите за себе и за своето семејство подобар стандард и подобар живот. Треба да расчистите од почеток. Што сакате? Ако сте спремни на сите овие жртви, ако сте спремни ова да го направите, а јас ве охрабрувам да бидете спремни, бидејќи на крај тоа сепак се исплати. Заради тоа што вие ќе направите нешто што ќе оставите позади себе, ќе направите нешто со што ќе се гордеете и ќе покажете дека сте спремни и способни. Ако ја земете историјата
а јас овие 20 години колку се занимавам со стопанство, а сега ева и во владата, среќавам многу фирми, ќе видите дека и во најразвиените земји, како што е Германија, тие денеска што вие ги знаете како големи концерни, како фирми гиганти, за кои што сите вие сте слушнале, почнале како мали семејни фирми. Почнале како фирми, стартапи, формирани пред 150, 200 години и тие денеска се големи и огромни компании. Впрочем, можам да ви го кажам и личниот пример малце покасно, но сега да се задржам на широката слика. Значи, тие фирми со тек на времето растеле, па кога ги надминале границите на собственост на едно семејство, станале акционерски друштва или собрале додатен капитал, тоа се више механизми како може едно друштво или една фирма, вака просто кажано, да расте, и има многу начини што после да се случува. Но првиот чекор настанува во вашето срце. Тоа е првиот чекор. Првиот чекор е вие да сакате тоа да го направите. Откако ќе сакате тоа да го направите, тогаш веќе почнува процесот на стварање. Тој процес не е однапред одреден. Значи, во ниеден стартап вие немате шанса да речете, сега јас знам точно што ќе се случува следните 5 години и јас имам план за 5 години и овие 5 години точно вака ќе оди работата. Тоа не се случува така. Вие треба да се охрабрите, да почнете, секој ден носи нови предизвици, секој ден носи нови одлуки, секој ден морате да носите одлука. Некој пат ќе погрешите, некој пат ќе погодите. Ќе бидете успешни ако правите повеќе добри одлуки од лоши одлуки. Не постои стопанственик што во животот не направил лоша одлука. Ако мене ме прашате колку лоши одлуки сум донел, многу. Али за среќа сум носел повеќе добри. Значи, немојте да се обесхрабрувате. Значи, во тој процес не смеете да се обесхрабрувате. Зошто е добро тоа да го направите денеска во Македонија? Тоа е добро да се направи денеска во Македонија, бидејќи Македонија е се уште еден лист хартија на кој што можете да пишувате со големи букви. Заради тоа што Македонија е на почетокот на стварањето на такви фамилиарни фирми. За жал, нашата држава пред 46-та година била држава во која што имала собствен капитал, после тоа во еден временски период до 91 година беше све општествен капитал и практично историјата понова на стварањето на приватни компании во Република Македонија датира од 91 година, односно од периодот на транзиција. Тоа беше еден мачен период во кој што тој што беше општествен капитал требаше да се приватизира, но тоа е завршен процес. Праведен, неправеден, ние можеме да дискутираме многу пати, но тоа е завршен. И од тука натаму сега имаме една ситуација и средина во која што треба да се развива приватната иницијатива. Она што сакам вас да ви го пренесам како дух е тоа да не се плашите од тоа. Значи, јас сега имам 50 години, поточно 49, значи пред 30 години сум седел исто како вас, во истите овие згради, овде. Јас сум роден во Велес, во Скопје немав ни стан. А камоли нешто повеќе некој да ви помогне. И повторно решив дека откако завршив тука со докторирање, дека е паметно и добро да се почне некаква иницијатива. Ја почнав и сега не би сакал да зборувам за тој дел, значи за компаниите кои се развиени, само со една реченица ќе ви кажам, денеска е тоа успешен систем, од 1000 вработени, со повеќе компании кои што успешно стопанисуваат и работат. Но до тој систем не е неверојатно да се стигне. Се стигнува ако тоа го сакате. Значи, ако сонувате голем сон, немојте да се плашите од успех и немојте да не верувате во себе. Значи, првиот чекор за да се стане добар стопанственик и да се трне во еден стартап е да се има срце, да се има желба и да верувате во себе. Јас можам да ви кажам дека сите вие со знаењето што го стекнувате тука на факултетот, без разлика кој е, дали е машински, електротехнички или информатички, вие имате знаење да тргнете, не се плашете од тоа. Значи, имате можност да тргнете да направите фирма. Кога ќе направите фирма, не очекувајте дека таа фирма апсолутно и унапред ќе ви биде гарантиран успехот. Такво нешто не постои во светот, не постои никаде. Значи, вие треба да верувате во себе и да ги барате шансите. Ќе пробате еднаш, нема да успеете, ќе пробате втор пат, да понудите нешто некому да продадете, нема да успеете, но не смеете да се обесхрабрите. Значи, морате да одите континуирано,
да одите со желба, да одите со срце и да верувате во својот успех. Вербата во успехот е таа која што ќе ви даде на крај резултат. Тоа мора сите да го сватите како млади луѓе. Тоа е најважното нешто. Јас сите вас ве охрабрувам да сватите дека после некое кратко искуство, да видите како функционира праксата, како функционира систем, дека требе да се охрабрите да формирате своји предпријатија. Може во сотек на време ќе сватите дека требе да се здружите со некого, дека можеби неколку предпријатија да ги здружите во едно, дека можеби вашето предпријатие да го продадете на некого. И тоа е добро, па вие да продолжите да работите таму. Сето тоа се модели кои што се познати на пазарот и кои што се познати во светот и така функционираат. Ќе ви кажам неколку примери. Значи, например, една од најскапите фирми што е продадена денеска, таа е Mobileye. Mobileye е фирмата која што го измисли системот на возило без возач, практично, значи на автоматизирано возило, кое што е опремено со голем број на сензори, кој што практично е еден типично речено мехатронички систем, кај што практично ги спојуваат сите овие факултети кои што денеска се тука присутни на едно место во еден систем. И таа компанија е формирана како стартап компанија од млади луѓе во еден акселератор во Израел. Таа компанија покасно е продадена за 16,3 милиарди евра. Пазете, буџетот на Република Македонија е 3,7 милиарди. Значи, идејата и развојот на компанијата е продадена за повеќе од 4 до 5 буџета на државата. И тоа се луѓе кои што се денеска многу богати. Зошто? Затоа што имале храброст да тргнат. Кога вие на некој би му кажале пред 10 години дека ќе има возило што ќе вози без возач, тоа е веројатно идеја која што личи на научна фантастика. Ама таа идеја луѓето верувале, развивале и денеска таа идеја е реалност. Како што беше научна фантастика, ако на некого му кажете дека ќе имате хидроелектрани пред 15 години, тоа беше незамисливо. Но тоа е денеска реалност. Или ако вие денеска на некого му кажете дека телефонот мобилен кој што сите вие го имате во вашите джебови има 10 пати поише меморија од компјутерот на кој што јас го правев мојот докторат пред 20 години, тоа не можеше никој да веруе дека некој ќе носи у джеб некаква интелигентна направа која што ќе има 10 пати повеќе мемориски и процесорски капацитет од тоа што било компјутер најсовремен у моментот на кој што се прави докторска дисертација. Но тоа е така факт денеска. И луѓето кои што во тие идеи верувале, и луѓето кои што тоа го имале замислено, се денеска богати луѓе. Не знам дали се разбираме што сакам да кажам. Идејата и храброста е таа која што требе да ве водат тоа да го правите. На што треба да бидете спремни? Треба да бидете спремни на многу работа, многу пот, многу мака, многу одредкување и многу превземање ризик, бидејќи не постои стопанство, бизнис активност без никаков ризик. Но треба да знаете да го преземете ризикот. И треба да знаете и да сакате и да имате желба, која ќе се најдете во таква ситуација, да можете тоа да го надминете, да соберете сила. За таа работа, еве можете да ја прочитате биографијата на Стив Џобс. Знаете кој е Стив Џобс? На Apple основачот, така? Он пропаѓал 2 пати у животот. Значи, направил фирма, пропаднала фирмата, пак си ги откупил своите акции покасно, па добил идеја, па собрал акционери. Значи, тоа е едно убаво четиво, кое што многу можете да научите од него. Дека не постои пат послан со ружи. Не постои пат кој што е однапред извесен. Постои пат со многу работа, со многу преземање ризик, со многу отсуство од дома, со многу жртва, ама постои на сето тоа на крај нешто што се вика задоволство, дека нешто сте створили. И тоа задоволство, верувајте, не се мери со ниедни пари. И ја ве охрабрувам да го почувствувате тоа задоволство. Бидејќи само тоа не се мери со пари. Само таквото задоволство не се мери со пари. Ке бидете критикувани, ке зборуваат, ке раскажуваат, нека. Оставете го сето тоа на страна. Вие терајте ја вашата цел и гледајте да постигнете резултат. Јас тука сега ќе застанам за момент и сега ќе
почнам да ви објаснувам што владата може да ви помогне во тоа. Кога јас ова што го правев, го почнав пред 20 години, не постоеше ни една мерка во која што некој на некого му помагаше тоа да го направи. Знаејќи го моето искуство и знаејќи го искуството од заедницата и собирајќи го меѓународното искуство што и како се прави, се обидовме во владата да креираме мерки кои што би сакал јас да ги имам пред 20 години. Еве вака најлесно да ги дефинирам. И управо такви мерки дефиниравме. Што ви фали вас? Што вие немате кога ќе почнете да правите фирма? Па немате ништо. Прво, немате пари. Второ, немате простор. Трето, има работи што не ги знаете. Зошто? Заради тоа што вие учите машински факултет, електротехнички факултет, факултет за информатички технологии, ама вие не знаете што е бизнис план, не знаете што е финансиски план, не знаете што е плаќање финансиско, не знаете што е инвестициона програма и добро е, слушнав од деканите, дека таквите предмети се инкорпорирани у наставните програми на факултетите. Бидејќи без тоа, тоа е елементарно, вие не можете да направите бизнис. Нема да бидете видливи за ниедна банка, за ниеден ваш партнер. Значи, морате да имате минимални знаења во тој дел. Тоа е добро што се тие предмети вклучени. Сега вие ќе кажете, ама јас не сакам да бидам тоа, јас сакам инженер да бидам само. И тоа е во ред. Ама пошто се сите тука инженери, и веројатно ако некој ме слушне од другите факултети ќе ми се налути, но можам да го кажам слободно, дека вие како инженери, имајќи инженерската логика и имајќи го математичкиот бекграунд што тука го учите на овие факултети, таа економска логика ќе ја сватите у 3 месеца. Значи, не е тоа нешто што не се разбира. Вие имате доволно математичка интелигенција и едукација да тоа го разберете за 3 месеца. Вие сите ќе станете не врвни економисти, али економисти доволно за тоа што ви треба оперативно да работите за 3 месеца. И од тоа немојте да се плашите. Не е тоа нешто што треба да ве плаши. Треба да разберете дека тоа е нешто што ќе го научите многу брзо. И тука нема никаков страф од таа работа. Што сега, значи, кои се тие мерки за кои што јас зборувам? Значи, имаме два типа на мерки. Прво, едните мерки се да секој кој што сака млад граѓанин на државата, без разлика дали е студент на овие факултети или било каде, сака да формира фирма, државата ќе му помогне со 5.000 евра за формирање на таа фирма, а доколку се двајца партнери со 10.000 евра. Доколку сте до 29 години и сакате да се запослите, ќе добиете веднаш 17.000 евра за самозапослување. Значи, да се запослите. И веќе добивате една сериозна сума на средства со која што можете да отпочнете. Тоа е, значи, во делот на финансиите. Во делот на просторот, државата веќе формираше, имаше тендери преку Фондот за иновации и технолошки развој за неколку акселератори. Што значи акселератор? Акселератор значи место, простор, еве као ова тука што денеска го гледаме, каде што вие како млад човек не треба да одите и да изнајмувате канцеларија, него ќе ве примат во тој акселератор и бесплатно ќе ви понудат да имате простор, да имате канцеларија, да имате пристап да ви дадат компјутер таму, да имате пристап до штампач, едноставно тоа да ви биде вашата почетна канцеларија од кај што ќе почнете да работите. Значи, да не трошите ваши пари за кирија, за биро, за канцелариски мебел, за информатичка опрема, за телефон и све што ви е потребно за да почнете да работите. Значи, од една страна државата преку овие механизми што ви ги кажав, а немаме време сега сите да ги поминеме, ќе ви обезбеди пари за да почнете да креирате бизнис. Второ, преку акселераторите ќе ви овозможи простор каде тоа да го направите. И уште што е многу важно, тие компании кои што ги имаат добиено акселераторите ќе имаат обврска да ви направат и едукација. Што значи едукација? Да ви направат, значи, обука како се води фирма, за да ве научат, пошто вие на факултет не учите за законите од трговски друштва, вие не знаете што е централен регистар, не знаете кои се вашите обврски за пополнување на даночна пријава, не знаете како се води сметководство, не знаете кои се вашите правни обврски према државата или какви правни заштити можете да користите. Значи, акселераторот треба да ви помогне сето ова да ве научи во еден временски период.
како тоа се прави. Значи да добиете и обука за базичните работи во делот на водењето реално на фирма. Сега, од тука натаму, никој не може повеќе да ви помогне. Од тука натаму е вашата способност, вашата идеја, вашата желба. Тие што ќе ги биде, ќе успеат. Ќе успеат многу. Тие што не, секогаш им стои опцијата да се запослат на друго место и немаат никаква обврска према ова што го направиле. Да, може би државата некогаш и ќе изгуби некои средства. Може би државата не ќе има секаде резултат, односно сите фирми што вие ќе ги формирате како стартап нема да успеат, што е и нормално. Никаде во светот не успеваат сите. Меѓутоа, тие што ќе успеат, ќе вратат бенефит за општеството многу повеќе од колку што општеството вложило во нив. Пак ќе ви кажам, се што се случувало во Македонија, од почетокот на таа транзиција, ви зборувам за 90-тите години од минатиот век, почетокот на овој век, или да речеме све до, да речеме 5-та, 6-та, 10-та година, не постоеја мерки за помош на млади луѓе да формираат своји компании. Чак што више и развиените општества, како што е Европа, го свати ова. Свати значи дека практично стартапите се тие што се најголеми компании. Еве, чисто само за една споредба, чисто за една информација. Кои се денеска најголеми компании у светот? Амазон? Apple? Така? Молам? Facebook? Се тоа стартапи, колеги. Стартапи од пред 10-15 години. Значи, се тоа направени фирми од еден човек, кој што имал идеја, направил стартап. Не се тоа фирми наследени од 100 години уназад. Што не значи дека и нема големи фирми што се наследени. Ама најголемите фирми денеска и најпознатите фирми се фирми кои што потекнуваат од идеја, кои што потекнуваат од храброст на некој нешто да направи што на другите не им текнало. Или не мора да е тоа толку револуционерно откритие, бил храбар да го направи и верувал во тоа што го прави. Дали верувате дека Амазон, кога почнал дека ќе продава низ цел свет со мобилни апликации, дека му бил гарантиран резултатот и успехот? Не. Сите верувале дека веројатно никој не ќе сака да купи нешто што не го видел. Пошто тогашниот ментален склоп на сите бил дека вие треба да дојдете у продавница, тоа што сакате да го купите, да го видите, да го одберете и после ќе оплатите и да си го земете. Па денеска светот више купува без да го види, верува на Амазон, верува на неговите, да речеме, некакви квалитативни критериуми и купува без да го види производот. И тоа све повеќе и повеќе зема замав на тој начин да тој стане број 1 фирма у светот. Facebook. Значи, подобро од мене знаете, јас немам Facebook, али сите вие имате. Го знаете подобро, значи како функционира. Тоа е повторно платформа која што ефтино тргната. Овие неколку примери, сакам само да ви кажам дека, например, Европска Унија у своите фондови, ако до пред 3-4 години имаше 3 милиона евра, пазете, Европска Унија 3 милиона евра за помош на стартапи, сега тие бројки се мерат со стотици милиони евра. Значи, више Европска Унија свати дека иднината за младите луѓе у тој правец како да ги реши нивните проблеми. Ако Македонија, значи ние сега во моментот што одвојуваме во буџетот во Република Македонија, тоа се пари од тоа што ние плаќаме даноци. Тоа е наш буџет. Немаме помош од странство. И во така сиромашна ситуација, владата се избори да имаме сериозни средства за поддршка на стопанството. Ако тоа беа порано само странските фирми големи кои што доаѓаа, сега имаме средства сериозни за стартапи, за млади луѓе кои што се мерат со десетици милиони евра. Тешко беше да се издвои од буџетот, требаше да се скрати од други работи, требаше да се скрати од непродуктивни трошења. Јас само 6 месеца преговарав за да заштедам 90 милиона евра на други места у државата, за да обезбедам пари кои што ќе ви бидат дадени вас да направите фирми. И повторно ќе ви кажам, ако тоа го направите, нема сите да успеете. Ќе успеат најстрајните, тие што имаат најголема желба, што се спремни да преземат најголем ризик, што се спремни да се жртвуваат дел од своето време, дел од времето на семејствата, дел од времето на децата. Во периодот кога јас сум ги стварал фирмите,
Имало недели кога не сум ги гледал моите деца. И тоа е така. Дали сте спремни тоа да го прифатите или не, тоа е нешто што е ваша одлука. Воспротивно, немојте да сонувате за големи планови. Воспротивно, бидете помирени дека ќе си работите нормално, некаде ќе зимате плата, но тогаш немојте да им завидувате на тие другите. Заради тоа што не знаете по кој пат поминале. Заради тоа што вие само го гледате нивниот резултат, ама не го гледате и патот. Бидете на страната на која што нека се гледа резултатот. Па макар колку и да е тоа тешко. Јас сум го поминал тој пат и ве охрабрувам сите вие да го поминете. Бидејќи надвор од парите има нешто што се вика задоволство од успехот, кое што не се мери, повторно ќе ви кажам, со пари. Еве ќе ви дадам еден пример кој што го слушнав деновиве. И мене лично ме згрози. Можете ли да верувате на што Македонија троши пари денеска? Дека во Македонија се увезува помфрит за фритези, за во сендвичарите и за во рестораните. Дека никој во Македонија не произведува помфрит, заради тоа што сите сендвичари и ресторани не купуваат компири од пазар, па нели да ги лупите, па да правите, него купуваат оние пакувања што се со полуобработен компир више исечкани, само да ги стави во фритеза и да има помфрит брзо. И верувате ли дека тој помфрит во Македонија скоро 100% се увезува? Пазете, земја на која што трошиме 100 милиона евра субвенции за земјоделие, кој што има ИПАРД програма кај што се покриваат 50% од трошоците ако купите машина за праење помфрит, и никој досега не се охрабрил да посади компир, а имаме региони кои што се исклучително погодни за тоа, Крива Паланка, Берово, да не набројувам други, така, и да купи опрема која што не кошта стотици илјади евра, која што кошта 20, 50 илјади евра, а еве веќе ви кажав како државата ќе ви даде 30, а другите 30 ќе ги добиете од ИПАРД, така, и направете за, еве, една бесплатна идеја од мене. Кога јас денеска би бил на ваши години, па ја би направил производство на помфрит прво. Ама немојте сите, пошто па ќе направите голема конкуренција, така. Значи, чисто како пример ви кажувам. Не знам дали ме разбирате дека успешната бизнис приказка тргнува од овакви базични идеи. Дека не треба вие да измислите Space Shuttle, така? Дека не треба да измислите нешто што никој у светот не го измислил. Еве ви просто. Кој ќе увезува ако тука го има? Никој. Ќе го преплавите пазарот веднаш. Така? Значи, можам да ви кажувам многу овакви примери. Еве ви кажав само еден кој што е базичен, затоа што сите вие јадете сендвичи, сите купуете помфрит и да знаете дека тој помфрит што го купуете се увезува од Белгија у моментот. А при тоа Македонија викаме дека е земјоделска држава, која што немаме што да правиме, значи уместо некој ова да земе да го прави, сите садат нешто кое што на крај нема кај да го пласира. Суштината е во тоа да имате идеја, да ги пополните овие празнини, да ги видите прво. Прво да ги видите и после да ги пополните. И брзо да работите. Бидејќи пак има еден друг ефект, кога ќе види некој добра идеја, сите почнат истата да ја прават. И на крај успева тој што е најбрз. Значи што брзо ќе ја реализира. Јас можам да ви зборувам со саати. Мене ми представува задоволство, како освежување од тоа што секој ден го работам од влада, како тоа што се занимаваме таму со сериозни проблеми, кои што еве сите вие како млади луѓе ги гледате, слушате, дел се од нив политички, дел се безбедносни, дел се, не знам, економски и така натаму, јас сум одговорен за економските. Значи, меѓутоа за мене ова е освежување. Јас сакам да разговарам со млади луѓе. Ја лично и мојот кабинет ви стојам на располагање, доколку некој има идеја. Чак што имам желба и идеја да направам еднаш месечно еден термин со кој што ќе примам само млади луѓе со нивни идеи, за да можеме да разговараме и да им кажам мој совет што да прават. И да им кажеме каде низ институциите на државата да бараат помош. На вебсайт ќе ставам, значи, една структура на мерки кои што вие на едно место, не да трчате низ државата и да барате и да не знаете на која врата да тропнете за да добиете помош, него ќе ви направам еден патоказ што све државата ви нуди и каде тоа можете да го најдете. И како да стигнете до тоа. И како да го направите. Значи, на крај ќе ви кажам само.
Вие, пошто сте сите за мене деца, можете да ми бидете, и затоа ќе кажам колеги, млади, деца, значи сонувајте големи соништа. Знаете ли кој не може никако да успее? Значи тој што сонува голем сон, тој има шанса да го оствори и да успее. Тој што не сонува голем сон, и што нема голема идеја, и што нема желба да успее, тој сигурно нема да успее. А овој што сонува и што има желба да успее, тој има шанса да успее. Затоа, во прв чекор, сонувајте големи соништа, охрабрете се нешто да направите и има големи шанси да успеете. Еве од мене толку за сега и ќе стојам тука за ваши прашања колку и да сакате без разлика на времето. Ви благодарам за вниманието.